Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито дојдоа пред салата на Советот на општината за да го изразат незадоволството од предлогот да се менува називот на улицата што го носи името на нивниот патрон. Рекоа дека немаат намера да прават протести и скандали, туку мирно и достоинствено да укажат оти локалната власт греши што на дневен ред става сосема непотребна точка. Поради тоа доставиле писмено барање до Советот и до градоначалникот Димитровски, во кое го објаснуваат својот став, за кој сметаат дека е сосема оправдан. Не е потребно да се менја името на Маршал Тито, бидејќи Маршал Тито е тој кој што создаде денешна Македонија. Оваа Македонија во која што ние живееме денес и оваа Македонија во која во светски рамки е признат нејзиниот национален идентитет. Ова промена на името е поврзана и со одредени трошоци кои што ќе се направат со промена на лични карти, со промена на пасоши, со промена на фискалните сметки, адресите што туку нови регистрирани сега фирмите поново нови пари ќе дава заради промената. Така да сето тоа мислам дека нити е причина, а треба ли ние како Кочанци плюс да кажеме дека по таа улица шетавме, се движевме, поминани младоста, ученичките денови и така натаму. Сето тоа е причина да у Македонија не треба да се избрзува со овие работи. Представниците на Сдруженијето што го носи Титовото име побараа да присуствуваат и на седницата на која се разгледуваше прашањето за измена на називот на централната улица во градот. Иако немаа право на глас, рекоа дека чувствуваат морална потреба докрај да го бранат ставот оти не треба да се брише името на некогашниот југословенски претседател, затоа што со тоа се брише и дел од сопствената историја. Со бришењето на сопствената историја треба се да се врати од почеток. Така да не почнува времето од нас. Историјата се знае која и мислам Тито е символ на мирот во светот. Членовите на Титовото Сдружение незадоволни ја напуштија седницата на Советот со оглед дека нивното барање не беше прифатено. На крајот рекоа дека оние кои сметаат оти треба да се избрише името на Јосип Броз треба да се откажат и од сите заслуги и признанија со кои се здобиле додека живееле во Титовиот период.